Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма Вечерва. Следува најновите соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и најновите соопштенија од Ньюкастел и околината. Пензионерското друштво Гоце Делчев од Ньюкастел организира прошетка со автобус до Сидне во местото Пакли Маркет. И тоа во сабота на 17 ноември со поаѓање на автобусот од пред црковната сала во 7:30 сатот за бајлето. Цената е $20 по лице. Исто така тие најавуваат дека пензионерската чланарина може да си ја платите за ова година ако се јавите во салата секој понеделник и четврток кај управата на пензионерското друштво. За сите погреби во црквата Света Богородица овде во Ньюкастел, црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето за ручеко и сервирањето на истиот. За повеќе информации околу тоа, јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456, кај Ристо Веловски на 0414 296 910, исто и кај Саше Стојчевски на 0408 490148. Исто така можете да се јавите кај овие членови за салата ако ви треба за некои веселби и други потреби. Пакети за Македонија за празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49 6846 49, а полните да ги донесите кај Борис утре недела 29 октомври. Продолжуваме со најновите вести од Македонија. Мицковски, слобода и правда за сите од 27 април со закон за амнестија. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски од вчерашната партиска свеченост по повод одбележувањето 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, побара да се донесе закон за амнестија за учесниците во настаните од 27 април во собранието. Според него, така се има неселективна правда и слобода за сите. Во врска со новонастанатата ситуација во партијата што ја води, рече дека минатиот петок бил црн петок, а пратениците кои гласале спротивно на партискиот став, како што рече, ја предале партијата и државата и се воделе од личен интерес. Од целиот овој период се држев до две работи, до вистината и до народот. И колку и да се шират дезинформации и некои колку да ме прават отпелен од реалноста, вистината е дека имаше притисоци врз пратеници и тие беа од власта. И дел од пратениците влегоа во лични аранжмани со власта, надевајќи се на својата слобода, но разочарувајќи го народот.
Дел од нив тоа е лично го призна, рече Мицковски во 40-минутното обраќање пред членовите на симпатизерите на неговата партија. Уште повеќе тажен рече од точките барања на 8 претеници од опозицијата што ги одржа уставните измени. Според него, тие не се раководни од лични обидувања, туку од нивниот личен интерес и, рече тој, и ВМРО ДПМН не може да дозволи тоа да се случува. Немојте да замајувате јавноста со некакви комисии и форуми кои наводно треба да донесат правда за дополнително да се затешка работата. Власта сака низ тој процес да донесе некаква неселективна правда, која во основа е неправда. Затоа е потребна слобода и правда за сите. Ајде, донесете закон за амнестија кој го предлагаме за сите учесници од 27 април, за да има и неселективна правда и слобода за сите, истакна Мицковски на свеченоста во Македонскиот народен театар, на која не присуствуваше неговиот претходник Никола Груевски. Мицковски оцени дека поддршката за пристапување кон промена на уставот од страна на претениците на ВМРО ДПМН му возможила на премиерот Зоран Заев да си ја продолжи политичката кариера. Требало само малку, како што рече, за да се одржи нови избори и ВМРО да победи. Мијалков, Тодоров, Јанчев и Богданов реагираат на одлуките на Централниот комитет. Сашо Мијалков со жалење ја примил одлуката на партискиот Централен комитет. Во реакцијата за Прес 24 тој вели дека станува верен на идеалите и постулите на организацијата. Секој раководство го носело товарот да обезбеди модерна и просперитивна Република Македонија, која ќе биде членка на Европската унија и НАТО. Новото раководство ја носи одговорноста дали партијата ќе биде респектиран партнер во рамки Европските народни партии или ќе заглави во изолација. Вели Мијалков по одлука на неговото исклучување. Јас сум убеден дека синоќашната одлука не е исправна, но тоа нема да ме поколеба во мојата определба за анатомашна поддршка на модерно, десно ориентирано ВМРО ДПМН, која заедно со сите сестрински партии ќе ги брани интересите на Република Македонија во Европската унија. Порача во реакцијата Мијалков. На Фајсбук се огласи и Никола Тодоров. Тој вели дека е тажен и разочаран, но не од предлого за негово исклучување од партијата, на која и го посветил животот и младоста, зашто не може да го исклучат од неговата партија. Во таква антиреформска, антизападна, недемократска и антимакедонска фракција на ВМРО, јас не се пронаоѓам. Затоа сакам да им се заблагодарам што со овој чекор ме спасија од страмот да бидам дел од нивната секташка фракција. Мојата ВМРО ДПМН не е изолирана партија. Мојата ВМРО ДПМН е европска, модерна, центар десна политичка партија и јас сум се уште во срцето и душата на ВМРО ДПМН, пишува меѓу другото Тодоров. Разрешениот подпредседател Јанчев побара јавно извинување од Мицковски и Николовски од противно најави приватни тужби за клетвата и навредата. Различниот став и различното размислување во една нормална модерна партија треба да бидат прифатени, дискутирани и потоа заеднички да се најде вистинскиот пат, но тоа не е случај и со ВМРО ДПМН. Различните ставови во една партија и почитувањето на истите можат само да водат кон прогрес и плодна почва за развивање на дискусии и создавање на темели за партија, која ќе се движи кон посветла иднина, напиша на Фајсбук Митко Јанчев, порачувајќи дека продолжува гордо како градоначалник на општина Кавадарци од редовите на ВМРО ДПМН да действува во интерес на граѓаните. На социјалните мрежи со свој став се јави и разрешениот член на извршниот комитет Костадин Богданов. Моето политичко действување во раководството на ВМРО ДПМН беше со единствена цел да изградиме модерна, демократска и европска партија која силно со конкретни чекори ќе ја поддржи евроатлантската агенда на нашата држава. За жал, раководството на ВМРО ДПМН е далеку, многу далеку од овој идеал. Искрено верувам дека еден ден во ВМРО ДПМН ќе дојде раководство кое ќе ја свати пораката од предците
и суштината на нивната револуционерна борба која ја празнуваме денес, напиша Богданов на Фајсбук. Робертсон: звездите се поставија за Македонија. Дојде мигот кога сите во Македонија треба да гледаат кон иднината и да го одбранат националниот интерес на земјата, порача поранешниот генерален секретар на НАТО Џорџ Робертсон во своето обраќање во Атлантскиот совет на пенал дискусијата посветена на нашата земја. Според него, референдумот беше организиран да го избрише зборот Фирум од мапата на светот, бидејќи означува целосно мини. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната "Черешна се од корен корнеше" на нашата многу сакана ќерка Кристина Копце. Од се срце и го честитаме бракот со незиниот избраник Метју и на двајца да му посакуваме голема среќа, вечна љубов во заедничкиот живот и да се среќни весели за секогаш. На сватовите им ја честитаме убавата радост. Овие се желби испратени од се срце од таткото Владо и мајката Неда со фамилијата Копци. Со песната "Тапан грми" на поштованата наша внука Кристина Копце со најубави желби честитки од се срце и го честитаме бракот со саканиот Метју, како и на двајца да му посакуваме да се среќни весели и да имат долга заедничка љубов во иднина. На родителите од двете страни честито убавата радост, исто и на сватовите. Овие убави од се срце желби се испратени од дедо Мирко и баба Иванка со цела фамилија Стојановски.
pesni lele do zori. Dojde vreme Kjerko, ti zvezdo majkina, od doma sok snet mi zamina. Da si imaš sloga i mnogo dečinja, kako što te gledav da gi izgledaš. Kapan grni, zemlja se zatrese, lična moma se mažeše. Kapan grni, oro se viori, čak pesni lele do zori. Ajde stani majko, te čeka oroto, ednaš ti se maši, majko će doto. Ajde stani majko, i suzi izbriši, zlatno momče Kjerka si posvrši. Kapan grni, zemlja se zatrese, lična moma se mažeše. Kapan grni, oro se viori, čak pesni lele do zori. Kapan grni, zemlja se zatrese, lična moma se mažeše. Kapan grni, oro se viori, čak pesni lele do zori. Aj dobro večer, devojko mlada, mlada i mnogo lubava. Za tebe čuka srce go gradi, iako ne znam koja si. Za tebe čuka srce go gradi, iako ne znam koja si. Ja sam sostava i belo lice, dobra ko angel na srce. Gledaj me v oči, ikona prava, kakva što nema na zemlji java. Gledaj me v oči, ikona prava, kakva što nema na zemlji java. Ah, ljuboverna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna. Da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne se videlo. Ah, ljuboverna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna. Da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne se videlo.
srce mlado ne mu je lesno, koga moma si odbira, za da go gre nebesno sonce, svatoj za svadba nas bira, za da go gre nebesno sonce, svatoj za svadba nas bira. Ja sam sostava i belo lice, dobra ko angel na srce, gledaj me v oči, ikona prava, kakva što nema na zemljava. Gledaj me v oči, ikona prava, kakva što nema na zemljava. Ah, ljuboverna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna, da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne sve videlo. Ah, ljuboverna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna, da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne sve videlo. Ljuboverna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna, da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne sve videlo. Ah, ljuboverna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna, da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne sve videlo. Продолжуваме со желбите. Со песната Љубов верна. На својата сакана свршеница Алекса Србиновска, од се срце го честитаме 27-миот роден ден и многу здравје, среќа во животот. Сето тоа се желби испратени од свршеникот Локлен со цела негова фамилија. Исто така честитки испраќаат по повод 27-миот роден ден на ќерката Алекса и таткото Блаже, мајката Мишел, како и баба Сана и чичо Мајко, сите Србиновски. Aj, dobro večer, devojko mlada, mlada i mnogo bava, za tebe čuka srce go gradi, iako ne znam koja si. Za tebe čuka srce go gradi, iako ne znam koja si. Ja sam sostava i belo lice, dobra ko angel na srce, gledaj me v oči, ikona prava, kakva što nema na zemljava. Gledaj me v oči, ikona prava, kakva što nema na zemljava. Ah, ljuboverna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna, da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne sve videlo. Ah, ljuboverna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna, da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne sve videlo. Na srce mlado ne mu je lesno, koga moma si odbira, za da go gre nebesno sonce,
srca vojno telo, kako što ne se videlo. Ah, ljuboverna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna, da spojiš srca vojno telo, kako što ne se videlo. Ljuboverna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna, da spojiš srca vojno telo, kako što ne se videlo. Ah, ljuboverna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna, da spojiš srca vojno telo, kako što ne se videlo.
Daleku od tebe pismo pišuvam, gordo kako sin tvoj se potpišuvam. Sveta moja majko, srce otvoram, se ko zbore malku, štomke prozboram za tebe, kako da ti kažem, ti blagodaram. Zemljo moja, zlatna boja, tvoje ime na nebo ispišuva. Ti si moja, zemljo moja, samo jedna i jedinstvena, zemlja najmila. Prekrasen nemigot, sonce izgreva, deno što se rađa, te pozlatuva, mirisa na prolet, sve se raduva, povtorno ja zveruvam vojnina, s ono što go soniv se ostvaruva. Zemljo moja, zlatna boja, tvoje ime na nebo ispišuva. Ti si moja, zemljo moja, samo jedna i jedinstvena, zemlja najmila. Sonce to je slika tvoja, capano tvoj zvuk, slušam kavalini pejati me vikat na jug. Tamo nebo to se sme, sonce to ne za ognja, toplo greja kali dušava, zemljo najmila. Moja ljubov si iskrena. Zemljo moja, zlatna moja, tvoje ime na nebo ispišuva. Ti si moja, zemljo moja, samo jedna i jedinstvena, zemlja najmila. Za tebe, Makedonija! Da li znaš kako mi je koga sum do tebe? I da li znaš pokraj tebe deka ne ličam na sebe? Od sita begam samo da te vidam, sudbina bi smenil ja za tvoj da bidam. Od sita begam samo da te
kogo ti je srce to, od tvojte gradi vedeno, da li mi čuvaš skriveno, za mene mesto vojno, za kogo ti je srce to, od tvojte gradi vedeno, da li mi čuvaš skriveno, za mene mesto Почитувани слушатели, продолжуваме со најновите вести од Македонија. Кривичен суд демантира нема упатно решение за Груевски. Пашошот на Мијалков е во судот. Специјалното јавно обвинителство нема дадено согласно за враќање на пашошот на Сашо Мијалков, информираат од СЈО. Претходно од Основниот суд Скопје 1 за МИА потврдија дека Кривичниот совет при Основниот суд Скопје 1 не постапува по барање на укинување на мерката за предпазливост на Сашо Мијалков. Во однос на информациите поврзани со лицето Сашо Мијалков, обвинето во повеќе предмети на СЈО од Основниот суд Скопје 1, информираме дека Кривичниот совет при овој суд воопшто не постапува по барање на укинување на мерката за предпазливост на посоченото лице и оти информациите пуштени во јавност се апсолутно неточни, појаснуваат од Основниот суд Скопје 1. Инаку, некој од медиумите објавија дека поранешниот директор на контраразорувањето Михаил Мијалков му е вратен пашошо. Кривичниот суд демантираше дека на поранешниот премиер Никола Груевски не му е доставено упатно решение. Апелација ја испрати пресудата за Груевски до Кривичен суд. Второстепената пресуда на апелацијскиот суд за предметот Тенк за Никола Груевски и Ѓоко Поповски денеска доставена до Кривичниот суд. Второстепената пресуда на предметот со КОГ број 59 од обвинителството, означен како Тенк од апелацијскиот суд Скопје денеска беше доставена од Основниот суд Скопје 1. Пресуда ќе биде распределена на понатамошното постапување кај судија за извршување санкции, кој во следниот период треба да изготви упатен акт и да го испрати до странките во постапката, соопшти Кривичниот суд. Апелацијскиот суд ја потврди затворската казна од 2 години за поранешниот премиер ВМРО ДПМН Никола Груевски, а ја намалената казна од 6,5 до 4,5 години затвор за поранешниот помошник министер Ѓоко Поповски. Каква иднина носат одлуките на Централниот комитет за ВМРО ДПМН? Храбар потек на Мицковски со кој партијата навистина ќе се прочисти или пак погрешна тактика која може целосно да ја изолира и маргинализира ВМРО ДПМН на политичката сцена. Политичките аналитичари со различен став за тоа каква опозицијска партија можеме да добиеме по вчерашните одлуки за отстранување на Мијалков. Тодоров, Јанчев од врвот на партијата. Сепак, единствени се дека се работи за процес на реформирање на партијата, кој доправа почнува и ќе трае подолго време. Наспроти него, професорот Никола Дујовски смета дека се работи за избран потек и дека подобро било решението да се оди на вонреден конгрес на кој партијата јасно ќе испратила порака дека се оградува од постапките за сите оние кои се води истрага. Централниот одбор на ВМРО ДПМН објаснува дека се прави чистење на партијата од оние членови кои направиле криминална коалиција со Зоран Заев за обединување на двотретинско мнозинство со собранието за измените на Уставот. Јасно, Централниот комитет направи анализа кој и што правил во овој период и обезбедување на ова двотретинско мнозинство. Исто така, она што е
на молчење во партијата се отвори една силна внатре-патриотска дебата за тоа што се случувало во партијата во изминатиот период. Процесот во овој момент се сврте на овие личности затоа што се однесува токму на ова постапка, но секако ќе ги опфати сите оние кои се огрешиле пред партијата и пред законите. Но исто така се во криминална коалиција со Зоран Заев, која веќе ја честитав. Коалицијата е Зоран Заев, Вице Заев и Сашо Мијалков. А сега нешто и за здравието. Сок што ќе ги топи високо калории. Трајното решение е здрава храна и редовно вежбање, но има и еден многу корисен совет што може да го олесни слабењето. Повеќе жени сонуваат за нежно витко обликувано тело, но тешко се откажуваат од омилените сладки и солени гурмански задоволства. Трајното решение е здрава исхрана и редовно вежбање, но има еден многу корисен што може да олесни. Станува збор за сок од потполно природни состојки кој го топи целиот вишок на калории, што сте ги внеле. Овие се состојките. 2 лажици сечкан макдонос, поголема финџал вода, малку цемет, јаболков оцет, лажичка мед, лажичка кјумбур и сок од цеден лимон. Се подготвува на овој начин. Ставете водата да проврие, додајте го макдоносот и оставете да се излади. Потоа процедете го, па додате другите состојки. Напиток го се консумира 1 час пред легнување секоја вечер 2 недели. Доколку сакате да продолжите, направете пауза од најмалку 3 дена, па повторете го сето тоа. Метаболизмот на 20, 30, 40 години. Како се менуваат работите? Кога сте биле деца, сте лапнувале што и да ви дојде на ум без никаква грижа. Растењето, формирањето на коскената структура и постојаното потрошувачка на калории во трчање и скокање ви давало шанса да се препуштите на ненаситност без тоа да влие негативно на формата. За жал со годините тоа се менува и мораме да користиме огромна контрола врз апетитот и да вежбаме за мускулите, бидејќи метаболизмот започнува да опаѓа со околу 2% секоја деценија, тврди Американскиот институт за спортот. Еве и на што се должи промената и како треба да се храните правилно за да не се дебелите. Во 20-тите години, според многу експерти, крајот на тинеџерските години и почетокот на средината на 20-тите е врвот на вашата физичка форма и метаболизам. Тогаш може со леснотија да развиете мускули, се уште вашето тело произведува хормон за раст и коските ви се градат, што е потрошувачка на дополнителни калории. Многу од овие работи што ги јадите во овој период со леснотија можат да бидат согорени и да изгледате извонредно. Во 30-тите години, во овој возрастен временски период, времето на согорување на калории се забавува. На мускулите им треба посериозна и систематска поддршка, а и организмот речиси не произведува хормон за раст. Како капак, веројатно, веќе сте се фокусирале на кариерата и почнувате да водите поседентарен начин на животот зад бирото. Еден совет. Потпрете се на повеќе вежби кои градат повеќе мускули и го засилуваат производството на хормонот за раст во телото, и двете нешта го засилуваат метаболизмот. Бременост. Ако одлучите да имате бебе, тоа исто така може да го зајакне вашиот метаболизам. Трикот е да не се опуштите и да не сметате дека може да јадете за двајца. За време на бременоста е убаво да се зголеми внесувањето на калории со 200 калории, а за здраво се смета накачувањето меѓу 8 и 12 калории во текот на целата бременост. Доење. Доењето помага да се справите со доста од прифатените калории. Една жена која дои по неколку пати на ден може да потроши околу 500 до 1000 калории повеќе на ден. Во 40-тите години хормоните веќе не беснат и нивото на естроген, протестген и хормонот за раст ни оддалеку не се на она што беа.
Тие се причината на драстично намалување на метаболичката активност, што наметнува симнување на дневниот внес на калории со 150 калории помалку од она што сте јаделе во текот на 30-тите години. Важно е да се движите и да тренирате колку можете повеќе. Во 40-тите е убаво да јадите повеќе протеини, железо, растителни влакна и витамини. Ако редовно ја јадите ова храна, ќе живеете подолго. Најздравиот оброк е прилично ефтин. Во оние делови од светот каде луѓето доживуваат длабока старост, многу се консумира ова намирница. Прилично е ефтина, можете и сами да ја одгледувате, а за лековистата и не треба ни да зборуваме. Можете веднаш да сватите што се работи, која е ова храна. Тоа е гравот. Гравот е навистина здрав и препорачливо да се консумира. Без разлика на тоа која врста грав ја подготувате, секоја од нив е многу здрава. Во гравот се наоѓаат мноштво лековити материи, меѓу кои најмногу застапени се протеините, јагленохидратите, мастите и изобилува и доста витамини. Помага при одржување на холестеролот во крвта, ја подобрува работата на органите за варење и го зајакнува срцевиот мускул. Уште нешто друго. Сите јадиме леблебија, а не сме свесни што му прави на организмот. Наут или народски кажано леблебија. Обично ја грицкаме онака фино, посолена, но за жал многу ретко ја употребуваме во секојдневната исхрана за подготвување на превкусни јадења. Одгледување на наут е култура која, инаку до пред некоја деценија на големи површини се одгледуваше и кањас, денес речиси и да нема домашно производство. Во следниот прилог откриваме зошто да го користиме наутот, колку е корисен за нашето здравје и како да го искомбинираме за секојдневната исхрана. Првично одгледуван на Медитеранот е Блискиот исток, наутот ги шири своите кулинарски влијанија низ области од целиот свет. Тој се истекнува во италијанската, грчката, индиската, шпанската, португалската куња и куњата на Блискиот исток. Иако најчест тип на наут се појавува во вид на круг и без боја, има и други сорти кои вклучуваат бои како црна, зелена и црвена боја, како и други мешунки, како што е се гравот, грашокот, леќата, наутот е ценет за неговата висока содржина на протеини и влакна, а исто така содржи неколку клучни витамини и минерали кои се знае дека имат корист здравјето на луѓето. Можни здравствени придобивки од конзумирање наут. Наутот е поврзан со голем број на можни здравствени придобивки за медицински состојби. Ние ќе ги разгледаме сите состојки каде што наутот нуди подобрување на здравствената состојба. Диабетик. Истражување покажува дека луѓето со диабетик тип 1, кои консумираат исхрана богата со растителни влакна, имаат пониски нивоа на гликоза во крвта и тип 2 диабетик може да се подобри на шеќер во крвта, липиди и нивоата на инсулин. Насоки за исхраната на американците им препорачува 21 до 25 грама влакна дневно за жени и 30 до 38 грама дневно за мажи. Здравје на коските. Железо, фосфат, калциум, магнезиум, магнам, цинк и витамин К содржи наутот и сите тие витамини ќе придонесат за градење и одржување на коскената структура и сила. Да ги проследиме и соопштенијата. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтунски на 49684649, а полните да ги донесите кај Борис утре, недела, 28 октомври. Пензионерското друштво Гоце Делчев од Њукастел организира прошетка со автобус до Сиднеј до местото Пакли Маркет. И тоа во сабота на 17 ноември со поаѓање на автобусот од предцрковната сала во 7:30 сатот за бајлето. Цената е $20 по лице. Исто така тие најавува дека пензионерската чланарина може да се платите за ова година секој понеделник и четврток во црковната сала кај управата на пензионерското друштво Гоце Делчев. За сите погреби во црквата Света Богородица овде во Њукастел, црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето за ручекот и сервирање на истиот. За повеќе информации јавете се кај Џони Линковски на 0437
545456, кај Ристо Веловски на 0414 296 910. Исто кај Саше Стојчевски на 0408 490 148. Исто така можете да се јавите кај овие членови за нашата македонска сала, ако ви треба за некои веселби и други потреби. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно до слушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM